Екипата на Алфа телевизија влезе во црвената зона на инфективната клиника, каде лекарите и медицинскиот кадар секојдневно се борат за животот на пациентите заразени со COVID-19. Клиниката е поделена на зелена и црвена зона. Во зелената работите течат, речиси нормално, но за да минете во забранетиот дел, каде се лекуваат заразените од коронавирусот, мора да имате целосна заштитна опрема. Домаќини на екипата на Алфа беа доктор Илит Демири и сестрата Николина. Во црвениот дел поразговаравме со Љубиша Савевски, кој го победил коронавирусот и 3 недели откако бил примен интензивна нега на инфективна, деновиве ќе се замине дома. Осеќав секој храна ми горчеше дента. И на време ме донесе, значи. И после третиот ден докторот со неговиот тим јако ми смени системите брзо набрзо. По него процедура таму, со неговиот тим, за 3 дена видов некој си светлина чиста на мене. На секој ден некаде јас веќе кислород од мене беше ослободен. Значи, докторот со неговиот тим јако работеше на мојот случај. И си мислам дека сум излекуван, значи, негативен сум. Така. Кога добивте прв негативен тест, дали го чекате вториот сега? И вториот е направен. Вториот направен негативен? Чекате да ве испишат само веќе? Да, веќе да. Љубиша ги повикал луѓето да внимаваат пред се поради своите најблиски, вели оваа болест не е нималку наивна. Секој да се пази и да внимава. Кај оди, што јади и кај седи, и со кого седи. Да колку време ги немате видено своите најблиски? Па, понеделникот дојдов само пенџере ги видов, значи на недела. И нема денова посета горе? Да, нема посета. Моите се негативни исто, домасите. Дали ви фали семејството? Да. Семејството ни фали многу. И затоа кажувам дека треба секој да внимава, од семејството може да ги изгуби. Покрај пациентите со потешка клиничка слика, неинфективна се лекуваат и оние чија состојба е далеку подобра. Пред камерата на Алфа заразените со COVID-19 ги повикуваат граѓаните да се придржуваат до мерките, за што побрзо да се врати нормалниот начин на живот. На работа кај нас имаше случаи позитивни. И сите се дистанцираме, освен на работа што идеме. И еден ден ми се слоши, не знам, болки во грб, во стомак, раце, нозе се. Викам да се тестирам, не знам што се дешава. Многу ми гледаме дека знаат дека по социјални мрежи ги коментираме дека не веруваат во овој вирус. Дали вие верувавте пред да се заразите? Да, ја верував, се пазев, ама се заразив. Нека се стегнато што малце, нека поминава лудило, па после ќе живееме понормално. Па ги добив првите симптоми, болки во грлото и покачена телесна температура. Утре дента веднаш заминав да направам тест и беше позитивен. 2 дена имав 37 температура и потоа се јавив на инфективната клиника, дојда со брза помош ме зема и веќе 12 ден сум тука. Не знаеш од која страна и како ќе дојде. Доктор Демири, кој секојдневно со цела своја сила се бори за здравјето на заразените, порачува граѓаните да ги почитуваат препораките и вели оваа болест на вистина постои и е доста сериозна. Ентузијазмот е голем, желбата да помогнеме на луѓето е голема, не само за мене лично, туку на целиот колектив. Има максимална ова посветеност на колективот кон болниве. Ја цело време кажувам дека се работи за сериозна болест и луѓето треба мислење да земат од лекари кои работат со оваа патологија. Така и да не се осмелуваат да дават коментари за нешто што не го познават. Вели граѓаните кои не ги почитуваат препораките, покажуваат непочитување и кон целиот медицински кадар, но пред се кон самите себе. Жалосно е во инфективни заболувања дека болеста може да го пренесат и на други. И што е најтрагично, обично ние комуницираме со тие што ги сакаме, па ги заразуваме тие што ги сакаме највише. Во моментов на инфективна клиника со последниот пример пациент у Тринава има вкупно 59 заразени со корона, од кои 2 се на неинвазивна вентилација со маски.
Ова беше сликата од инфективната клиника, каде лекарите и целиот медицински кадар деноноќно се борат за здравието и животот на граѓаните. COVID-19 е сериозна болест и поради тоа мора да се почитуваат препораките на медицинските лица за што побрзо да го победиме ова зло. На инфективната клиника за Алфа телевизија беа Матеа Петровски и снимателот Дени Младеновски.